Граѓаните од Истокот се соочуваат со сериозни недостатоци, која ставаат на тест безбедноста и здравието на пациентите, велат од општинската организација СДСМ Штип. Председателот Павел Иванов вели дека сериозни се проблемите на мизерните услови во кои функционира клиничка болница Штип. Посебна загриженост тој истакна за смртниот случај со 9-годишното дете од Свети Николе, кое претходно било примено во клиничката болница. Со загриженост ја истакнуваме сериозноста на проблемите и мизерните услови во кои функционира клиничка болница Штип поради лошото менаџирање. Секој ден граѓаните од Истокот се соочуваат со сериозни недостатоци кои ставаат на тест безбедноста и здравието на пациентите. Посебна загриженост истакнуваме поради смртниот случај со 9-годишното дете од Свети Николе, кое претходно било примено во клиничка болница. Случајот со наш сограѓанин кој во лоша здравствена состојба не бил примен во болницата, исто така го пресликува катастрофалното менаџирање со болницата и односот со пациентите. Лифтот во здравствениот дом не работи повеќе од 3 месеци. Во последните изјави на ДПМН се зборуваше за изградба на новиот клинички центар во Штип, но оваа ветување не се подкрепува со никакви конкретни планови, буџети или рокови, со што ја става во знак прашање сериозноста на ваквите изјави. Од страна на ВМРО ДПМН вела дека лицемерната загриженост за сериозноста на мизерните услови во клиничка болница Штип се резултат на 7-годишното неодговорно и криминално менаџирање со институциите во државата. Безидејната и лицемерната неодговорност на СДСМ, која е препозната од граѓаните, продолжува да се практикува како начин на работа, како и досега и кога СДСМ е во опозиција. Имено лицемерната загриженост на сериозноста на мизерните услови во клиничка болница Штип, кои се резултат на 7-годишното неодговорно и криминално менаџирање со институциите во државата, поточно веќе започнатата изградба на новата клиничка болница во Штип од страна на ВМРО ДПМН со добрите работни практики, СДСМ успешно ја закучи и ја прекина изградбата. Неуспешно се справи со корона кризата, предизвикувајќи катастрофа и го преполови бројот на вработени во клиничка болница Штип со екзодусот на здравствениот кадар од јавните здравствени институции. Вие почитувани со вашето менаџирање на здравствениот систем во Македонија, предводени од вашиот актуелен председател и поранешен министер за здравство, ја закочивте можности и надежта на пациентите од Истокот и вработените во здравството за подобра здравствена услуга и подобри услови за вработените. Успеавте да го скратите правото на лекување на граѓаните во подобри услови за цели 7 години, соопштуваат од ВМРО ДПМН. Она што дополнително истакнуваат од ДПМН е тоа дека тие започна изградбата на клиничка болница Штип и тие се уверени дека истата ќе се доизгради во интерес на сите граѓани од Истокот.